Директорот на Центарот за управување со кризи Мухамед Али официјално го потпиша договорот за реализација на повеќегодишниот проект Интероперабилен систем за командување со инциденти управуван со вештачка интелигенција за прекуграничен одговор при кризни и итни состојби кои се спроведува во рамки на НАТО програмата Наука за мир и безбедност. Од ЦУК соопштија дека со овој проект започнува нова фаза во развојот на националниот систем за управување со кризи, со јасна визија за изградба на современ, интегриран и технолошки напреден механизам за справување со вонредни состојби. Според институцијата станува збор за значаен чекор кој доаѓа по подолг период кој треба да овозможи поефикасна координација меѓу надлежните институции. Проектот е насочен кон воведување систем поддржан од вештачка интелигенција кој ќе овозможи подобро управување со инциденти, побрзо донесување одлуки и подобрена комуникација меѓу институциите на национално и прекугранично ниво. Со тоа се очекува значително зајакнување на капацитетите за рано предупредување и реакција при природни непогоди, технички инциденти и други вонредни ситуации. Од ЦУК појаснуваа дека имплементацијата на системот ќе придонесе за зголемена интероперабилност меѓу институциите, односно подобра размена на податоци и информации, што е клучно за брза и координирана реакција на терен. Посебен акцент во проектот се става на меѓународната соработка во рамки на НАТО програмата, каде што земјата ќе има можност да разменува искуства и добри практики со партнерски држави. Во таа насока од ЦУК наведуваат дека ќе се реализира и соработка со Украина преку споделување знаења во областа на управувањето со кризи и итни состојби. Според најавите, проектот треба да представува важен чекор кон модернизација на националниот систем за заштита и спасување, со цел подобра подготвеност, побрза реакција и зголемена безбедност на граѓаните во услови на кризни ситуации. Управата за јавни приходи ги потсетува засегнатите даночни обврзници дека на 30 јуни оваа година истекува рокот за поднесување на првите даночни пријави за 2024 година, согласно Законот за минимален глобален данок на добивка и соодветниот правилник за пресметување и наплата на дополнителен данок. Законот предвидува воведување на минимално ефективно оданочување на добивката на мултинационални компании и големи домашни групи, со утврдена минимална даночна стапка од 15%. Мерките се однесуваат на компании кои се дел од групи со консолидиран годишен приход од најмалку 750 милиони евра, остварен во најмалку 2 фискални години во периодот 2020-2023 година. Системот за минимално оданочување се спроведува преку 3 клучни правила: квалификован домашен дополнителен данок, правило за вклучување на добивката и правило за помалку оданочена добивка. Според УЈП, засегнатите даночни обврзници најдоцна до 30 овој месец треба електронски да достават известување за назначен субјект кој ќе ја поднесува пријавата на информации за дополнителен данок. Известувањето се доставува по електронски пат, а образецот е достапен на веб страницата на УЈП, додека скенирана верзија од пополнетиот документ треба да се испрати на официјалната електронска адреса на институцијата. Дополнително, пријавата се поднесува преку системот за е-даночни услуги во делот Извештај за глобален данок. Од Управата за јавни приходи информираат дека за дополнителна поддршка и појаснувања, даночните обврзници можат да се обратат преку телефонските линии и електронската пошта на институцијата. Безбедносните сили во турската престолнина Анкара спроведоа обемни рации пред предстојниот самит на НАТО, при што беа приведени повеќе од 200 лица за кои постои сомневање дека се поврзани со екстремистички организации, меѓу кои Исламската држава, соопштија официјални извори. Според информациите од турските власти, акцијата е дел од засилени безбедносни мерки пред одржувањето на самитот на НАТО, на кој се очекува учество на лидери од 32 члената алијанса, меѓу кои американскиот претседател Доналд Трамп. Самитот е закажан за 7 и 8 јули во Анкара. Турските обвинители издале налози за апсење на 241 осомничено лице, од кои 209 биле приведени во координирани полициски и жандармериски операции во областа на главниот град. Операциите, како што соопштува обвинителството, продолжуваат со цел пронаоѓање на преостанатите осомничени. Дел од медиумите објавија дека меѓу приведените има и политички активисти, што отвара дебата во јавноста и предизвикува обвинувања за можни произволни апсења и користење на безбедносните операции за политички цели.
Според овие наводи, постои загриженост дека засилените мерки би можеле да бидат искористени за ограничување на критичкиот говор и спречување потенцијални протести против НАТО за време на самитот. Турските власти од своја страна нагласуваат дека безбедноста останува врвен приоритет, особено имајќи ги предвид предходните терористички напади на Исламската држава во земјата, меѓу кои нападот во Истанбул во 2017 година, во кој загинаа 39 лица. Во тек е план за евакуација на стотици бродови со околу 11.000 морнари кои се наоѓаат во Персискиот залив и треба безбедно да поминат низ Ормускиот теснец, соопшти Меѓународната поморска организација на Обединетите нации. Акцијата започнала по постигнувањето договор за прекин на огнот меѓу Иран и Соединетите Американски држави. Според Меѓународната поморска организација веќе се воспоставува комуникација со бродовите со цел организирање на нивно безбедно преминување. Од организацијата наведуваат дека се обезбедени безбедносни гаранции дека условите за пловидба се внимателно проверени, иако точен распоред се уште не е објавен. Генералниот секретар на организацијата Арсенио Домингес изјави дека операцијата ќе се спроведува во тесна соработка со Иран, Оман, другите крајбрежни држави во регионот, како и со Соединетите Американски држави и поморската индустрија, со цел да се обезбеди координиран и безбеден транзит. Според Министерството за одбрана на Оман, процесот на евакуација ќе се одвива во фази заради зголемените безбедносни ризици во регионот. Оттаму посочуваат дека тековната шема за одвојување на поморскиот сообраќај не е безбедна за користење, па затоа ќе се применат две привремени рути северно и јужно од трасата. Бродовите ќе бидат контактирани поединечно и ќе добијат информации за точниот премин на транзит, соопшти Оманското министерство. Сегашната шема за пловидба низ Ормускиот теснец, усвоена од организацијата, воспоставува одделни морски коридори низ иранските и оманските води. Во регионот и натаму како ризик се наведува подводни мини и потенцијални судири, поради што безбедноста на пловидбата останува приоритет на меѓународната операција. Времето денеска во попладневните часови со изолирана појава на нестабилност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пороен дожд, засилен ветер и појава на град, соопшти управата за хидрометролошки работи. Во петок во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пороен дожд, засилен ветер и појава на град. За време на викендот и почетокот на следната седмица не очекува претежно сончево и топло време.